Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. По 3-месечен прекин од почетокот на идниот месец во општина Кочани ќе продолжи да функционира јавниот градски превоз. Граѓаните ќе можат да се возат на истите линии како и во изминатиот период, а и цената на билетот останува непроменета – 10 денари за едно возење. По успешно реализираната јавна набавка, општина Кочани склучи договор со трговското друштво Тасим компанија од Оризари, предпријатие кое од 5 ноември во наредниот период од една година ќе го врши општинскиот линијски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани. Превозот ќе се реализира на релација од населбата Оризари, Усова чешма, Бавчолук, преку спојот на улиците Бел Камен и Страшоер Бабче до лесна индустрија. Според договорот, Тасим компанија ќе има најмалку 4 тргнувања дневно од понеделник до сабота, согласно одобрениот и регистриран возен ред. За автобуски стојалишта се определени вкупно 63 локации во Оризари и во Кочани. Патниците, како и досега, ќе плаќаат само 10 денари, односно 50% од вкупната цена на чинење, додека другата половина ќе ја субвенционира општина Кочани. Цената за оваа услуга е утврдена со одлука на Советот на општината. Откако беше воведен како услуга, општинскиот јавен превоз за прв пат сега ќе се реализира по спроведена постапка за јавна набавка. Претходниот превозник, Автоатом, од 1 август годинава престана да ја дава услугата како општински линијски превозник. При тоа образложението беше дека релацијата се покажала како непрофитабилна и неисплатлива за натамошно изведување. Изборот на Тасим компанија доаѓа по 2 неуспешно реализирани јавни набавки. Над 250.000 денари планира да потроши општина Кочани за набавка на работна облека и обувки за вработените во противпожарната единица. Последната набавка беше реализирана пред повеќе од 3 години, а веќе е објавен повикот за тендерската постапка за нови униформи на пожарникарите. По нешто повеќе од 3 години од последната набавка, кочанските пожарникари до крајот на оваа година треба да добијат нова работна униформа и обувки. Локалната самоуправа го објави тендерот со кој бара фирми кои ќе обезбедат соодветна облека што ќе одговара на техничката спецификација според законските одредби во оваа област. Тоа значи дека облеката треба да ги задоволува потребните стандарди за заштита на лицата при извршување на нивните задачи, односно да осигура висока топлинска издржливост, да може да поднесе високо ниво на абразија, како и да обезбеди извесен степен на водоотпорност. Како потврда за квалитетот на ткаенината, од добавувачот се бара да обезбеди сертификат од акредитирана лабораторија. За набавка на 36 комплети работна облека, односно панталони, кошули и маици, како и за 18 пара чевли и длабоки зимски чизми, за кочанските пожарникари локалната самоуправа планира да потроши над 250.000 денари. Веќе е објавен огласот за прибирање понуди од заинтересираните фирми, а рокот за пријавување е до крајот на овој месец. Доколку се помине во ред и на тендерот се пријават понудувачи кои ќе ги исполнат бараните услови во спецификацијата, се очекува во рок од 1 месец да биде извршена и набавката. Со тоа ќе се реши проблемот со недостигот соодветна облека и обувки со која кочанските пожарникари се соочуваат извесен период. Општините Кочани и Пробиштип ја привршуваат ликвидацијата на заедничкото јавно предпријатие Пониква, кое требаше да се грижи за работата на рекреативниот центар на Осоговските планини. Постапката за згаснување на предпријатието застанала поради една неплатена сметка за радиодифузна такса. Тони Ајтовски со деталите. Неплатена сметка за радиодифузна такса во висина од 190 денари скоро цела година ја закочила ликвидацијата на меѓуопштинското јавно предпријатие Пониква КП. Иако се работи за минимална и скоро символична сума, овој долг се испречил во постапката што ја започнаа општините Кочани и Пробиштип за да го згаснат и избришат од Централниот регистар заедничкото предпријатие што го формираа пред околу 4 години. Иако тоа фактички и не профункционира и не се реализираа заложбите за вработување на неколку лица од двете општини, сепак, со самата регистрација, започнало да создава обврски и да прави известни долгови. Токму неплатената сметка за телевизија се уште го одржала во живот, рекоа од секторот за јавни дејности. Во постапката за ликвидација при обезбедување на документацијата
Ние бевме уверени дека и така е, ова предпријатие не учествуваше во правниот промет, немаше активности, меѓутоа кога поднесовме барање да ни издадат од Управата за јавни приходи уверение за обврски, дека нема никакви обврски, се испостави дека по основ на радиодифузна такса имаме одреден долг, бидејќи е регистрирано и покрај тоа што не учествуваше во правниот промет. Во меѓувреме, неплатената сметка за радиодифузна такса е платена. И сега, при крај е постапката за ликвидација, зашто на седницата на Советот на општина Кочани, што ќе се одржи в понеделник, треба да биде донесена и соодветна одлука. За нормално работење на меѓуопштинското предпријатие Пониква КП се предлагаше финансирањето да биде заедничко од буџетите на двете општини. Тоа требаше да придонесува за развојот на туризмот и управувањето со ски центарот на Пониква, во чија изградба делумно инвестираше и државното електропреносно предпријатие МЕПСО. Сепак, набрзо се покажа дека предпријатието тешко ќе профункционира, а неодамна од локалната самоуправа на Пробишти излегоа со писмено известување дека тие не се во состојба не само да го финансираат новоформираното предпријатие, туку дека не можат да се грижат ниту за топовите за вештачки снег и за другата опрема што им припадна со поделбата на донацијата од МЕПСО. Со слаба заинтересираност помина огласот за млади земјоделци, како и останатите огласи што беа објавени во текот на годината, велат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството работна единица Кочани. Во ноември пак се очекува огласот од ИПАРТ, односно помошта од предпристапните фондови на Европската Унија. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството работна единица Кочани во последниве месеци целосно е ангажирана за помош на земјоделците за аплицирање по огласите кои што беа објавени. Станува збор за неколку разни видови огласи, на кои што земјоделците можеа да конкурираат, но на истите тие и не беа многу заинтересирани, информираат од агенцијата. Во оваа година имаше 2 огласи за ново подигнати насади. Тие беа во периодот август и септември. Бидејќи нашиот регион не е толку познат по воштарството и лозарството, но сепак имаше заинтересирани и луѓе кои што имаа подигнато нови насади, така што ние во агенцијата им излеговме во пресрет, им ги подготвивме сите документи заедно со апликацијата која одеше електронски. Значи, извршивме нивно пријавување по кое што тие можат да си ги повратат вложените средства од 50 па до 60 или 70%. Имаше некаде околу 4 пријавени кандидати на тие огласи за новоподигнати насади. Потоа имавме еден оглас за воведување на систем капка по капка и копање на бунари и зафати на површински води. За жал тој оглас помина така како незаинтересирани беа многу земјоделци, ако ние вршевме информирање, но верувам дека во иднина ќе имаме повеќе заинтересирани и по овој оглас можеме да аплицираме да земјоделците да можат да си го решат проблемот со наводнување. Со стаба заинтересираност помина и огласот за млад земјоделец, велат од агенцијата. На овој оглас заинтересираноста на ниво на Македонија беше поголема, но за жал во нашиот дел овде имаше помала заинтересираност. Веројатно, бидејќи огласот беше така формиран да главниот акцент беше даден на постбербените активности и преработката на земјоделските производи, па така што имаше некои потешкоти кај младите земјоделци, бидејќи тие повеќе го стават акцентот на обработката на почвата и предбербените активности, тоест набавка на механизација, на тешка механизација и на приклучната механизација, но сепак имавме некои заинтересирани кандидати кои што поднесоа со наша помош, со следување на документите и со електронско аплицирање.
Од агенцијата додадоа дека во тек е огласот за формирање на нови и на постоечките задруги на кои се нуди помош. Фондот е 1 милион денари, а се оди на враќање до 90% од вкупната вредност на инвестицијата. Овој оглас е под 5 подточки, од кои 2 се веќе завршени. Останатите треба до крајот на тековната година. За подетални информации, секој заинтересиран земјоделец може да се јави во канцеларијата на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, работна единица Кочани, и ќе му биде објаснето се што го интересира. Во ноември пак се очекува и огласот од ИПАРТ, односно помошта од предпристапните фондови на Европската Унија. Секој заинтересиран земјоделец кој што планира да го зголеми својот капацитет за набавка на механизација, ќе може на овој оглас да аплицира, додава Захариев. Симулација за евакуација и спасување во случај на пожар беше изведена во Средното општинско училиште Ванчо Пракевиница. Заклучокот е дека училиштето и екипата на противпожарната служба се подготвени да реагираат при вакви ситуации. Симулација на пожар во Средното училиште Ванчо Прке во Виница, акција за спасување на ученици во случај на таква ситуација. Како да се реагира, како се постапува кога има повредени лица, како тие се излекуваат. Во акцијата учествуваа противпожарната единица, идната медицинска служба, лица од Дирекцијата за заштита и спасување и Црвениот крст Виница. По повод одбележување на симулацијска вежба при земјотрес или пожар, Црвен крст во склоп со училиштето со Ванчо Прке организиравме симулацијска вежба, односно пожар, и со помош на полицијата, болницата и пожарникарната служба повредите беа успешно санирани. Со помош на денешната симулација, учениците од нашето училиште научија насоки и како треба да се движиме при ваква катастрофална случка. Почетокот на симулацијата го најави непрекинатото звонење на училишното звонче и сирените, со што техничкиот персонал заедно со наставниците пристапија кон превземање на соодветни заштитни мерки за евакуација и спасување, при што според план за евакуација учениците и персоналот беа евакуирани од зградата. По нив веднаш интервенираше противпожарната единица за излекување на повредени лица од зградата, а лица обучени при прва помош од Црвен крст ги санираа повредите на лицата кои се повредени, се до пристигнувањето на итната медицинска помош која ги превзеде повредените. Заклучокот е дека и училиштето и противпожарната екипа се подготвени да реагираат при вакви ситуации на пожар или друга незгода или елементарна непогода. Аматерскиот театар од Трајавна, Република Бугарија, по пети пат гости на фестивалот Инвиница Веритас. Салата на Домот на културата Тоша Арсов ја наполнија со представата Љубов под хипноза. Долгогодишната соработка со бугарската општина Трајавна продолжува да се интензивира во областа на културата, пред се во театарот. Пета година поред учесници на фестивалот Инвиница Веритас се актерите од Аматерскиот театар од Трајавна, кој ја полнат салата во Виница. Љубов под хипноза е представата со која настапија бугарските актери, а која ги воодушеви гостите. Љубов под хипноза е... Љубов под хипноза е камерна представа работена по текст на руски автор. Во Виница сме по пети пат и морам да кажам дека публиката е многу пријатна и емоционална. Аматерскиот театар во Трајавна е многу стар. Секоја година подготвуваме по некоја нова представа со која гостуваме низ Бугарија, а евене и кај вас. Со оваа представа сакаме да испратиме една универзална порака, дека што и да правиш во животот, мора покрај себе да имаш луѓе со кои можеш да живееш. И многу потешко е да си лош и злобен, а полесно е да си добар и да ги сакаш луѓето. Представата ја следеше и делегација од општина Трајавна, предводена од градоначалникот Дончо Захариев и председателот на Советот Силвија Крастева. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат надпреварите во фудбалските првенства, при што Согово на домашен терен го очекува Рудар од Пробиштип, а фудбалерките на Кочани ќе гостуваат во Струга против Ас Юнайтед. Кошаркарите на Баскет Дино во третото коло ќе играат на домашен терен против тимот на Академија ФМП од Скопје. Викендов ќе се играат надпреварите од деветото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток.
Кочанскиот третолигаш Осогово ќе биде домакин на средбата со Рудар од Пробиштип, екипа која сезонава игра незабележителна улога и се наоѓа на предпоследното место. Токму тоа, заедно со горчината од последниот пораз на гостувањето против Кежовица, за жолто-сините може да биде мотив повеќе да бараат рехабилитација за загубените 3 бода во Штипско Ново село. Иако ни тие не прикажаа впечатлива игра со Штипјани, сепак домашниот терен ќе мораат да го искористат како психолошка предност и да го задржат лидерското место на табелата во источниот регион. Надпреварот со Рудар се игра в недела на стадионот Никола Мантов со почеток од 13 часот и 30 минути. Викендов ќе се игра и 8-то коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани ќе патува во Струга на средба со екипата на АС Юнайтед. По минато неделното реми на домашен терен против тимот на Прилеп, нашите фудбалерки ќе патуваат без преголеми очекувања за позитивен резултат против Стружанки. Дополнителен факт за тоа е што домашните фудбалерки во изминатите кола имаат 5 победи, 1 пораз и 1 нерешен резултат, додека гостинките од Кочани ги имаат истите бројки, но со спротивен ефект. Средбата со АС Юнайтед се игра в сабота со почеток од 11 часот и 30 минути. Кошаркарите на баскет Динопак, кои по двете одиграни кола во втората кошаркарска лига Исток се во врвот на табелата, викендов ќе играат на домашен терен. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров ќе се сретнат со солидната екипа на Академија ФМП од Скопје, која им е стар познаник од третолигашкото друштво. Скопјани досега имаат 1 победа и 1 неодигран надпревар со последно пласираната Струмица, па со 2 освоени бода се во средината на табелата. Сепак, тоа не треба да создава погрешен впечаток оти ќе бидат лесен противник за нашите кошаркари, од кои се очекува да забележат победа и да останат во борбата за врвот. Надпреварот меѓу баскет Дино и Академија ФМП се игра в сабота во салата кај гимназијата со почеток од 18 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.